Секретаријатот за европски прашања ја одржа втората донаторска конференција посветена на зголемениот наплив на бегалци и мигранти. Гости и учесници на настанот беа амбасадорите на земјите членки на Европската унија со седиште во Република Македонија, представници на меѓународните организации инволвирани во процесот, како и представници на државните институции. Целта на средбата е да се координираат активностите на сите чинители вклучени во процесот со цел да се најде полесен начин за справување со овој глобален проблем. Директорката на Центарот за управување со кризи истакна дека најголема енергија се посветува на транзитниот центар во Гевгелија, каде пристигаат и привремено се сместуваат бегалците и мигрантите. Ќе се прошират капацитетите и ќе се создаде простор за преноќување, доколку се јави таква потреба во текот на зимскиот период, иако досега бегалците и мигрантите не барале таква услуга. Сите сакале што поскоро да продолжат кон Европа. Да, се зборуваше за многу работи, пред се за добрата координација, за подобра соработка, подобра координација, се зборуваше за прилагодување со зимските услови. Ете беше договорено за поставување на нови дополнителни шатори кои ќе одговарат на зимските услови, кои ќе се затоплуваат. Беше разговарано за електричната енергија, за капацитетите, за трошковите на електричната енергија и за многу работи за подобрување на условите и на бегалците, на подобрување и на нашата безбедност. И се обидувавме да ги најдеме најдобрите решенија и за бегалците и за нашите институции. Затоа ни треба редовна комуникација и редовна координација. За време на конференцијата беше истакнато дека е потребна понатамошна меѓународна и европска помош, особено во пресрет на студените зимски месеци со цел постигнување на достоинствен и хуман третман на сите тие луѓе. Салиу нагласи дека државата прави се што е во нејзина моќ и останува посветена на исполнувањето на задачите во поглед на справување со овој огромен предизвик, како обезбедување на навремена размена на информации и ефективна соработка, поддршка на бегалците во обезбедувањето на привремено засолниште, одмор, храна, медицинска заштита, менаџирање на миграциските текови преку обезбедување на целосна регистрација на пристигнувањата, со максимална употреба на биометриски податоци, особено отпечатоци од прсти, зголемена гранична контрола, подобрување на полициската и судската соработка, како и зголемени активности против криумчарењето мигранти и трговија со луѓе, со поддршка на Европол, Фронтекс и Интерпол.